Имаме гостин кој што не е редовен во студиото на утринската програма, секогаш со нови работи, кога зборуваме за спортистите, за победнички менталитет, за спортска психологија. Вистинската адреса е да го поканиме да ни биде гостин во студиото. Даријан Трајанов, експерт за промоција на здравје и ова утро во улога на организатор на еден нов проект кој има за цел промоција на менталното здравје и здрави навики, градење на победнички менталитет, личен развој и мотивација кај младите. Името на проектот е Јас можам, создавање победнички менталитет. Кажа се како што треба. Добро утро, добро најдов. Благодарам на поканата и благодарам на најавата. Секогаш кога зборуваме за овие теми, навистина има што и како да се каже. Овој пат ќе се насочиме конкретно кон овој проект што е најново од тебе. Зошто овој проект прво го носи ова име? Јас можам, создавање на победнички менталитет. Јас можам е на еден поим кој што буквално последниот, да кажам, период, меѓутоа некако и целиот мој живот е дел од мојот начин на размислување. Јас тоа така би го навел. Јас можам, за мене представува еден начин на размислување. Нешто што последниве години ме мотивира, ме инспирира самиот на себе да ќе тргнам самиот од себе, да самиот од себе верувам дека јас можам да бидам најдобрата верзија во се што правам. И искрено, размислувајќи со овој начин на размислување, јас можам, некако сето што сум сакал да го замислам, да го остварам, сум го остварил. Меѓутоа не само во професијата која што работам. Овој проект всушност е насочен и кон се околу нас. Например, јас можам да бидам подобра верзија во делот на грижа за своето здравје. Јас можам да бидам добар родител, да бидам добар сопруг, добар пријател. Едноставно да дадам и да убедам дека јас можам да бидам најдобрата верзија во се што правам околу себе. И затоа некако и јас можам, овој проект го нареков Јас можам, за да биде инспирација за сите останати да веруваат во себе, односно секогаш во се што правиме да тргнеме од себе. Победнички менталитет. Прво како го дефинирате ова и колку всушност е важно во овој начин на живење, а тоа е современиот начин на живот и брзото темпо кое што го имаме секој ден. Победничкиот менталитет за мене секогаш ќе представува еден момент како да продолжиме напред по одреден неуспех. Односно, победничкиот менталитет не го поврзувам секогаш со освојувањето на трофеи, победи. Трофеите, победите се оној, да кажам, крајен резултат, она шлагот на тортата, по сето она што ние треба да го постигнеме од аспект на соочување со неуспех, како да продолжиме после пораз, да не се откажеме од својата визија, од својата цел, да се трудиме да бидеме на најдобра верзија од себе, да веруваме во тоа што го правиме, да не се откажеме од своите соништа, да сакаме да учиме, да сакаме да напредуваме, да знаеме како да примеме критика, да се почитуваме себеси, да ги почитуваме останатите и една многу битна работа, да сакаме да се приспособуваме на новите промени, ако сакаме да одиме напред. Ова е многу клучно затоа што во денешно време, во ова динамично продолжување каде што имаме секојдневни промени, се се случува нешто ново. Ако сакаме да напредуваме, мораме да знаеме како да се приспособиме и да сакаме да се приспособиме на тоа. А токму овој начин на размислување, победничкиот менталитет не потикнува да сакаме да се приспособиме на промените, да ги прифатиме такви какви што се, да учиме и да бидеме најдобрата верзија од себе во се тоа што го правиме. Како овој проект ќе придонесе за промоција на менталното здравје, здравите навики и градење на победнички менталитет помеѓу младите? Кога го концепирав самиот проект како да го направам, како да излезе до тоа, мојата идеја беше да направам директна конекција помеѓу луѓето кои што ќе бидат носители на таа порака, односно панелистите кои што ќе ги поканам да бидат дел од моите панел дискусии, бидејќи сакам да биде тоа еден вид на одржлива низа на панел дискусии, не да биде сега еден настан анализиран, па потоа да го забораваме се до тоа, него сакам да биде една низа на панел дискусии во кој што ќе учествуваат луѓе од различни области, не само спорт, туку ќе бидат луѓе од сферата на бизнис, сферата медицината, културата, уметноста, луѓе кои што поминале одредени патишта, се соочиле со одредени неуспеси, за да дојдат до својот успех, да ги искажат своите приказни како тие поминале низ тие патишта, како тоа влијава на нивното ментално здравје, како тие ги граделе тие здрави навики за да дојдат до тој победнички менталитет, како работеле на победничкиот менталитет и на тој начин преку тие инспиративни приказни да воспоставам директна комуникација. Ми беше тоа целта, да ги поврзам овие луѓе со младите луѓе, бидејќи сметам дека таа директна комуникација, таа
комуникација, конекција во живо и има таа моќ да ја пренесе пораката на најможно високо ниво. И затоа на овој начин сакав и да ја пренесам таа порака, да се изврши таа промоција на ментално здравје, градење на тој победнички менталитет, градење на тие здрави навики токму преку приказните, мислам преку искуствата на успешните приказни на овие луѓе, кои што ќе бидат дел како мои панелисти. Зошто проектот е насочен токму кон младите луѓе? Фокусот ќе биде за нивните идни соништа кои што допрва треба да се реализираат со помош, како што кажавте, на сите соговорници кои што ќе бидат дел од панел дискусиите. Што ве мотивираше токму младите да ги слушнат сите овие важни совети? Младите луѓе за мене се секогаш иднината на едно општество, иднината на една нација. Тие се оние кои што ќе ги прават промените, и тоа се луѓе кои што треба да бидат, да кажам, моторите на едно општество. И јас како млад човек, за мене секогаш било важно да напредувам, за мене секогаш било важно да одам напред и да учам од оние кои што направиле одреден резултат. И затоа ги земав младите луѓе, затоа што сметам дека младите луѓе заслужуваат таа шанса да добијат корисни информации, важни информации, директни искуства, бидејќи знаете како тргнувам од себе. Најмногу учам од реални искуства, од реални примери, од луѓе кои што веќе постигнале нешто. Успеале да направат некаков резултат и ги кажуваат своите и неуспеси и успеси. На тој начин ние учиме. И затоа сакав да некако на младите ми ја пренесам таа порака и уште многу една важна работа што сакам да ја напоменам, да ги вратиме оние вистински животни вредности. Вредности на почит, вредности на човечност, вредности на култура, вредности на давање, на покажување на една емпатија, да се придонесеме кон промоција на оние семени вредности кои што овој проект исто така ќе ги промовира, кои што мислам дека малце кај нас не се говори толку, а овој проект е една шанса, една можност да многу повеќе дадеме акцент и на се тоа. И затоа сметам дека ова ќе биде една одлична можност за сите млади луѓе. Посветено работиш на промоција на спортот, се залагаш за подигнување на свеста за менталното здравје кај спортистите, тоа го кажав и во најавата. И навистина не беше тоа само пофалба, многу теми сме работеле досега заедно со тебе во студиото посветено на овие насоки. Па од тука и прашањето колку градењето на победнички менталитет е важно за развивањето на спортистите, и како професионалци и како личности. Така. Имаме ли примери низ нашава историја понова сега, кога сме имале некој успех, а кога се работело и на победнички менталитет? Имавме успех пред 10 години со кошаркарите, може и повеќе помина време и слично. Колку тука ги гледаш, тога си бил и помлад и се, меѓутоа ги анализираш ли тие, можеби работи, се наврегеш ли? Па ова убаво го кажавте. За мене спортот првенствено представува најдобриот амбасадор на едно општество, најдобриот амбасадор на една нација. И така, пред повеќе од 10 години, може и повеќе, имавме еден најголемите успеси, нели Македонија се класираше во историското полуфинале. 15 поминале. Така, повозрасни сме веќе. Да. Сето тоа представуваше, да кажем, еден поттик за нашиот спорт да се развива, меѓутоа некако гледам дека малку стагнираме во тој момент. Победничкиот менталитет е како важен во градење кај спортистите. Сега ќе говорам не само за спортистите, ќе говорам генерално. Кога тргнував да го правам овој проект, една од моите иницијативи која беше? Сакав да го тргнам она, да кажам, мало размислување. Па добро, ајде, знаете, колку да направам само, ајде, или колку да учествувам, или колку да бидам дел од се тоа. Луѓе, ајде да го тргнеме тоа на страна. Доста веќе тој начин на размислување, да бидам дел, колку можам, толку не. Идеме да размислуваме дека ние ќе оствариме победа. Идеме да размислуваме дека ние сме победници. На тој начин размислувајќи дека ние сме победници, многу полесно ќе можеме да стигнеме до целта. Многу полесно ќе можеме да го оствариме резултатот. Размислувањето дека јас можам, размислувањето дека ние можеме, ќе не поттикне да работиме, да создаваме, да креираме и да бидеме најдобрата верзија од себе. Ова е многу важно и во спортот. Меѓутоа, за да ние го градиме тој победнички менталитет кај луѓето и кај спортистите, не можеме ние тоа сами да го правиме. Значи, тука мора да бидат вклучени институциите, општеството, семејството, заедницата. Поддршката е многу важна и многу битна алатка од таа страна за да сите тие луѓе, млади спортисти се развиваат во едни успешни индивидуи, ментално стабилни индивидуи кои што ќе одат напред. И затоа сметам дека победничкиот менталитет е нешто кое што се гради од почеток со поддршка од сите.
На 22 април, односно идната среда, ќе се случи и првата панел дискусија, па со што всушност стартувате, дали ќе можеш и да ни откриеш? Искрено многу сум среќен, возбуден сум што после долго време работа, труд доаѓа моментот на реализација на овој проект и на првата панел дискусија, која што ќе се реализира на 22 април во Public Room со почеток од 19 часот. Темата ќе биде како да веруваш дека и ти можеш. Аз сум уште погорд и посреќен што имаме едни врвни гости, победници во права смисла на зборот. Тоа е Владо Илиевски, поранешниот кошаркар репрезентативец, легенда на македонската и европската кошарка, човек кој што за мене представува символ на лидерство, на одговорност, на смиреност. Еден од моите спортски идоли. Имаме и Радмила Јованова, ултрамаратонка, девојка која што представува символ за една ментална сила, ментална издржливост, која што истрчува, верувате, тешки ултрамаратонски трки, едни од најекстремните. И ова се луѓе кои што ќе бидат една инспирација за сите оние кои што ќе бидат тука на овој панел. Јас затоа ги поканувам младите луѓе, сите оние кои што сакаат да слушнат и да дознаат како се работи на тој победнички менталитет, како се минува од една фаза на неуспех во фаза на успех, бидејќи, верувате, вакви гости да имаме е чест, е задоволство. Има што да се научи. И многу. има што да се научи. Навистина ми е драго што имам таа можност. Влезот ќе биде слободен на овој настан, со цел да доловам да младите можат да дојдат и да бидат во директна комуникација со овие личности, овие победници во права смисла на зборот, и ги поканувам сите. Така. На самиот крај, порека до нашите гледачи во врска со сето ова што го зборувавме досега, како да размислуваат. Не мора да се само професионални спортисти да имаат победнички менталитет. Може да се победува секаде во животот, во секоја сфера. Така е. Токму овој проект е насочен баш за тоа. Победата може да биде победата може да дојде во секоја смисла на животот. Победуваме само тогаш кога не се откажуваме. Тоа е моето мото, тоа е мојата порака. Би сакал да искористам оваа прилика да ви се заблагодарам на вас како медиум кој што сте тука да ме поддржите, кој што ми ја давате поддршката и секогаш ги споделувате оние работи кои што ги правам и верувам дека се од корис и имаат вредност за општеството. Мојата порака, како што реков, е победуваме тогаш кога не се откажуваме. Ги поканувам гледачите да бидат дел од овој панел 22 април, среда, 19 часот Public Room. Имаме одлични гости. Владо Илиевски, Радмила Јованова, ќе биде прекрасен панел. Благодарам уште за поканата и за можност. Благодариме. Благодариме и ние за издвоеното време утро.